Ненад Дамјановски е гостин во Македонија наутро, роден 2008, 35. Добро утро. Добро ден во студиото. Ви благодарам за поканата што ме поканивте. Чест ми е да бидам гостин во оваа емисија. Да, Македонија наутро, утринската емисија од утринската програма на македонската телевизија секогаш ги третира спортските таленти македонски, особено инспирација се оние кои што успеале далеку од дома во квалитетни фудбалски средини, па затоа си тука. Почнуваш во Тетекс, потоа играш во Вардар, до 13-та година си таму и Македонија Ѓорче Петров, од каде одиш за Домжале. Како е животот во Словенија? Како е фудбалскиот живот во Домжале? За разлика од нашиот фудбал е поголем рангот во Словенија. Фудбалските школи се многу подобри и условите се многу подобри од нашите услови. Што е постојано велиме условите се поразлични. Еве, ајде долови низ пластичен пример најосновните нешта. Што е различно во Словенија што го немаме ние тука? Подобри терени, теретани од клубовите, нивни академии, све. Велиш подобри терени, дали тие терени се грандиозни со некакви трибини од страна, со некакви градби со чуда или се основни терени оние фудбалски трева и земја? Има и терени со некои со трибини, некои без трибини, ама претежно се тоа од она што го видовме, тоа се монтажни мали објекти кои што не се големи потрошувачи, меѓутоа има услови да се игра. Да. Друго што му недостасува на еден млад спортист, што е тоа што го има таму, што го нема тука, спомена теретани, исто така и тие не се некои големи грандиозни, туку се со оние основни потреби? Добра исхрана. Исхраната обезбедува академијата, сето тоа е. Да. Како оди еден ден во академијата на Домжале, како поминува? Па школа. Кога стануваш, кога легнуваш и во меѓувреме што правиш? Па станувам во 9 сатот, на пример, и имаме јога. Тоа на пример тие што се вонредно во школа, имаат јога на сабајле, после јогата имаме индивидуални трензи. 1 сат, сат и пол, после одмараме, имаме ручек, и одмараме. После имаме тренинг од клубот и така ми пража цел ден. Електроника, се занимавате со PlayStation, со такви нешта? Да. Во голема мера или повеќе сте? Во голема мера. Аха, надвор не сте повеќе? Не. Добро. Што велат во Домжале за македонските фудбалери? Зборувате ли на таа тема? Какви деца има таму? Мислам, какви деца? Деца, нели? Убави деца, сите деца се убави. Но од каде се дечињата кои што се таму? Тоа се дечиња, 13, 14, 15, 16 години. До која возраст е академијата? До 19. До 19. Да. Од каде се има деца во академија на Домжале? Од цела Словенија, и Марибор, Љубљана, Копер, од сегде. Како Ненад успеа да влезе во тој филтер? Како? Како успеа Ненад во тој филтер да влезе? Па со моите добри превари, со моите добри настапи, ме видоа и ме повика да играм таму. Добро, има ли некој друг што е од надвор? Има во Марибор, има во Олимпија, Копер, има доста. Тоа се наши македонци што се таму, добро. А има ли од други земји деца што? Има. Од кои земји? Од Украина, има од доста, само го избрав нашиот што е у младинци, ама сега е за прва екипа, еден од Украина. Така. Како котира школата на Домжале, екипите, во фудбалска смисла? Дали е тоа силна академија, простечна, подпростечна? Каква академија? Како се цени во Европа оваа академија? Супер, за мене супер се цени. Може некои друг клубови во Словенија немаат академија како што има Домжале. Например, Марибор нема академија, а Домжале има. И Олимпија, мислам, нема, а Домжале има. Да, добро, Олимпија беше банкротирана екипа, па потоа сега се враќа на сцената и така натаму. Каква е комуникацијата со Македонија твоја? Остануваш на релација со фудбалската федерација, со репрезентативните настапи? Имаме репрезентативни настапи. Сега имавме со 2007 во Словенија, игравме проти Словенија. На првата такмица постигнав гол, кој изигравме 1-1, на втората изигравме исто 1-1. Да. На која позиција играш? Што да кажам? Заден везен полушпец. Така, и постигна гол. Да. И постигна гол. Добро. Дали има притисок во Словенија, ако постои некој вонсеријски талент од другите деца кои што доаѓаат од надвор, дали се обидуваат словенците да го регрутираат, например, да настапуваат за нивните репрезентации? Има се дешава, има од Молдавија во академијата кај нас и има
му направија државјанство словенско и словенски пасош ми извади и се игра за словенска репрезентација. Добро, дали е тоа под некакви притисоци или тоа доаѓа природно ако фудбалерот сака? Природно ако фудбалерот сака. Какви се твоите размислувања? Па, ја никад не би направил тоа. Би играл за моја репрезентација. Твојата репрезентација која? Македонија. Па нормално. Нормално, Ненад. Добро, а кои се твоите погледи кон она што треба да се случува во кариерата? Секако, нели, неблагодарно е да се прогнозира во спортот. Најважно е да си здрав, да си полетен како што си, да останеш со мислите во фудбалот. Меѓутоа, како размислуваш, каде би сакал, кој пат би сакал да го фатиш? Каде би сакал да играш кариерата, како да се одвива? Во Барса. Атентат беше сега ова. Зошто не во Реал? Барса ми е омилен клуб. Така, добро. Значи, целта ти се, визијата ти се секако големите фудбалски екипи. Има ли примери на играчи млади кои што од овие словенечки академии, не мора да е на Домжале, туку од ова опкружување тука во Словенија, кои што од тоа опкружување таму кои што заминуваат во силни екипи европски? Имаат еден сега направи трансфер во Салзбург за 1 милион 2009-та. Има доста клубови што се заинтересирани, например, за нашата цела екипа. Например, сега јас потпишав професионален договор и више сум играч за Домжале. А имав и други понуди. Од каде стигнуваат понуди најчесто? Имаше од Хрватска, имав од Италија и Словенија, други клубови. Според твоето мислење, иако си млад, меѓутоа си таму во жижата што велиме на западниот фудбал, Словенија, дали е одскочна даска кон Западна Европа каде што се силните фудбалски лиги? Да. Словенија, да. Каков е принципот на создавање на фудбалери таму? Дали се тоа тие вистинските западните стандарди по кои што потоа многу им е полесно на западните екипи да регрутираат фудбалери од тука од овие академии? Па за мене Словенија, словенскиот фудбал е многу поразвиен и развиен например во Западна Европа, како што рековте. Има доста добри тренинзи, доста добро напреварување, добри екипи има и добри противници. Ненад Дамјановски, роден 35-2008, македонец кој што од Тетекс, Вардар, Македонија, Ѓорче Петров стигнува во Домжале. Рече дека ќе настапуваш за Македонија, те држиме за збор. Оствари си го ветувањето, биди урнек, биди пример за останатите. Повлечи деца со тебе ако можеш таму, затоа што Македонија плодна почва, имаме квалитетни фудбалери. Претпоставувам дека ќе се согласиш со мене. Точно. Да. Ти благодариме за учеството, ова нека биде подстрек, нека биде поттик за останатите твои врсници да се обидат да си го најдат фудбалскиот пат.